Исполнето ветување. И така тие скокнаа од работ на светлиот дел, бидејќи птицата превртенка не можеше целосно да слета на земјата. Сите волнењки со широка насмевка на устните ги пречекаа нашите јунаци, скокајќи горе-долу. Добро дојдовте назад на светлата страна, викнаа додека го поздравуваа Вили. Рандолф полека зирна од ќошот и повторно сите почнаа да извикуваат. Јојо се појави на Рандолф, па аплаузот стана уште позаглушувачки. По нив од работ некако срамежливо доползи змијата блескавица, ама аплаузот престана. Сите волненки се разбегаа на сите страни, поради страф од змијата. Не бегајте, вратете се, рече Вили. Змијата блескавица ми е пријателка. Волнелките внимателно зачудено гледаа, додека Вили ја милуваше блескавица. Тие останаа вчудо невидени, не можеа да поверуваат во што гледаат. Подскокнаа поблиску за да видат поубаво. Блескавица не е како другите змии. Никогаш не треба да судиш на некого само според неговиот изглед. Ајде, блескавице, покажи им на другарчињата како светиш. Змијата блескавица го послуша Вили. Се завитки и со гордост почна да блеска, додека волненките скокаа околу неа одушевени. Сега, рече Вили, морам да се вратам кај големиот вревливко за мојот совет. Така е, се согласи Рандолф. Мораме да го прашаме како да се вратиме во тркалезниот свет, бидејќи чудовишко ти го уништи вселенскиот костум. Не можам да го прашам тоа, рече Вили. И ветив на птицата превртенка дека ќе прашам како таа да слета на земјата. Но Вили, мора некако да се вратиме дома, рече Рандолф. Знам, но не можам и да не го исполнам моето ветување, одговори Вили. И така сите заминаа кај раскикотеното дрво. Кога застанаа пред него, веднаш излезе птицата секретарка со записникот и пенкалцето. Тие чекаа во тишина. По неколку секунди се појави и мудриот и почитуван голем вревливко. И повторно додека маршираше до крајот на долгата гранка, лисијата од дрвото го поздравуваа со силен аплауз. Се додека тој неа крена едната нога во воздухот и не ги замолкна. Јас сум големиот вревливко, најпаметното суштество во четириголниот свет, попаметен од кој било во тркалезниот свет. Кој дошол за совет денес? Јас, рече Вили. Но прво морам да ви раскажам за храброста на птицата превртенка. Таа ми помогна да го спаса моето маче Јојо од злобното чудовиште Чудовишко. Размислуваше големиот вревливко. Мило ми е, како награда ќе ги дозволам за секогаш да седи во светлата страна на четириголниот свет. Гранките на раскикотеното дрво почнаа да аплаудираа со лисијата, поради храброста на птицата превртенка, додека таа победнички мафташе со крилјата. И сега, каков совет ти е потребен, Вили? Праша големиот вревливко. Како може птицата превртенка да слета на земјата? Го праша Вили. Дали сигурно сакаш ова да ме прашаш и дали сакаш вака да си го потрошиш советот? Да, сигурен сум, му одговори Вили. И јас повеќе би сакал да знам како да стигнеме дома, прошепоти Рандолф. Тишина, Рандолф, нареди големиот вревливко. Вили, дали си сигурен дека ова е вистинското прашање? Размисли убаво пред да одговориш. Да, сигурен сум, одговори Вили. Дадов ветување и мора да си го исполнам. Тогаш нека биде така, рече големиот вревливко. Ќе одговорам. Завладеа тишина.